Од вчера започна големиот Божиќен пост за православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар. Постот трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Според свештените лица, освен избегнување на храна од животинско потекло, постот подразбира и одрекување од мисловен и телесен грев, предпазливост да не се греши на ближните и воздржливост од лошите мисли, зборови и дела. Постот во православната црква за еден верен христијанин значи неразделен момент кој заедно со молитвата ја очистуваат човечката душа, го очистуваат човечкото срце за заедницата со Бога да не биде откриена токму во нас самите во литургискиот живот. И затоа постот е толку важен и затоа секогаш кога се соочуваме со големите празници кои го обележуваат црковниот календар, како што е престојното рождество Христово, ние се посветуваме на поголема молитва пропратена со пост. Божикниот пост датира од првите векови на христијанството. Првобитно, тој траел 7 дена, а одлуката да трае 40 дена е донесена во 1166 година во Собор, по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молејки се. Православните христијани слободно одлучуваат за овој подвиг. За оние кои се одлучуваат да постат, посетата на црква треба да е многу почеста со цел консултација со свештените лица, како и исповест и земање благослов од духовниот отец. Исто како и Великиот пост се нарекува 40-ница, затоа што е составен од 40 дена или Божикна 40-ница. И како што велат светите отци, овој пост е налик на Мојсевиот пост, кој самиот светител 40 дена и 40 ноќи постал, за да му бидат откриени Божите таблици. И исто како Мојсија, ние молејки се, постејки го овој пост, се удостојуваме да ни се открие самото рождество на нас, како лично искуство, како нераскилив дел од литургискиот живот на секој православен христијанин, за да можеме да го доживееме празникот. Значи, постот е само алатка за наше учествување и затоа рождеството е личен момент. Ако не ни се открие нас внатре, тоа е само обичен празник. И на тој начин секој православен христијанин си бара благослов од својот духовен отец, за да може да пости, му се дава молитвено правило и тие 40 денови тој ги посветува, се дава самиот себе си. Бог не му треба нашата жртва, туку му треба нашето срце. И на тој начин тој пости, се моли и се удостојува да се причисти со телото и крвта Христови и вистински на празникот рождество да ја доживее тајната на воплотувањето на Синот Божи, преку кој ние се спасуваме и осветуваме. Во однос на рестриктивноста за тоа која храна е дозволена да се конзумира, Божикниот пост се смета за поблаг, бидејќи за разлика од великденскиот, дозволено е конзумација на вино, масло за јадење и риба. Според свештените лица, овој пост представува чистење на телото и душата и духовна и телесна подготовка на човекот за влез во престојниот празник.